Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе направиме прво видео од овој апдейт кој што ќе имаме еднаш неделно, кој што ќе биде исклучиво за вести од криптосекторот. Значи ќе можеме да погледнеме се што се однесува на криптосекторот во последната недела дена, со тоа што ќе обработиме вести кои што се актуелни и вести кои што ќе дојдат во иднина. За прв пат, нели, по барање на публиката. И моето лице може да го видите во еден од аглите, иако, како што спомна, еден од нив не толку убаво, но нели, на ваше барање ќе го гледате од сега и него. Со тоа што сега моментално, значи ова ќе биде еден дел нов од самиот канал, каде што ќе работиме со, нели, покажување на тоа што уствари се случува моментално во криптосекторот и ќе ги обработиме овие вести генерално да знаеме што следува и што се случило, затоа што, како што видовме досега, тој дел недостасува од каналот, затоа што разговараме за конкретни проекти, но ќе биде добро еднаш неделно да опфатиме се што се случило претежно во криптосферата, гледам дека тој дел го нема, нели, исто како и останатите информации во Македонија, така да ќе останеме на моментот да имаме едно видео за апдейтирање на пазарите и генерална анализа, како и уште едно видео каде што ќе ги обработуваме вестите во текот на една недела. Ќе ги агрегираме, ќе видиме што е најбитно и ќе го ставиме за вас на посебно видео. Значи овие ќе бидат две стандардни видеа, се останато се адаптираме во однос на тоа што е популарно на пазарот и каков едукативен карактер можеме да внесеме моментално. Како што може да претпоставите, по големиот дел видеа да ги правам после работно време, затоа и сум во костим, така да се извинувам на тие што се навредени од овој дел. За жал, овдека ми нуди попрофесионална атмосфера за да можам да го завршам овој дел. Значи, чисто да не се чудите зашто сум постојано во костим, не е затоа што сакам, затоа што морам, на работа сум и канцеларијата ми нуди соодветен деловен простор кај што можам ова да го направам. Сега, да почнеме за денеска, значи прво кое што сакам да го напоменеме генерално околу ADA проектот, затоа што имаме многу од оние инвеститори, па како и неинвеститори кои што се постојано разочарани од овој проект. Значи да не забораваме, најбитно што мораме да запамтиме за ADA е дека иако е бавна, истата е константна и квалитетот на овој проект може да се види од досегашниот напредок, а дополнително на тоа денеска ќе поразговараме околу тоа каде се наоѓа ADA, че ова се некои нови вести кои што испаднаа околу истата. Сега тоа е првенствено можеме да видиме, значи Чарлс Хоскинсон одговара на постојаните критики дека наводно ADA ништо не доведува, дека нели постојано е закаснува со нејзините апдејти. Сега, да не забораваме прво кога би споредиле ADA со Ethereum, дека на Ethereum им беа потребни скоро 4 години за да успеат да го направат Ethereum Merge. Значи, кога би го споредиле тоа со било што друго, мислам дека е неспоредливо со оглед на фактот колку само Ethereum беше назад со овој мерч. Значи, се што доаѓа од ADA, иако е малку закасено, тоа не значи дека е лошо, тоа значи дека се обидуваат да го направат на место. Сега, овдека станува збор за Hydra апдейтот, значи не знам дали сте запознати, но доколку Cardano успее да го направи Hydra апдейтот, истиот важи за буквално, значи следен апдейт, не е следен, но еден од апдейтите на Cardano кој што ќе ги победи сите други проекти по брзина на пазарот, па дури и кредитните картички провайдери Visa и Mastercard. Значи станува збор за негде околу 2 милиона трансакции во секунда, што е досега нешто што не е ни замислено, а не видено, но нормално, че ова е далеко од моменталната ситуација, со оглед на фактот дека Hydra требаше уствари да биде сега, моментално во октомври, да биде на пазарот, но нели, за жал, нормално знаеме и сите дека првенствено апдейтите не одат така едноставно, многу работи се непредвидливи, посебно оваа ситуација станува збор за софтвер кој што досега е прв на пазарот, значи не е ова апдейт на Windows кој што нели досега е 30 години на пазарот, ова е софтвер кој што досега како таков е првенец, пионир на пазарот и е многу тешко кога се прават вакви апдејти затоа што нема нешто што претходно било тестирано, значи сето ова е пионерска работа и е ново. Затоа на пример јас искрено како еден од инвеститорите верувам многу во иднината на ADA и дури кога закаснуваат, да речем, со вашите нивните проекти, мене воопште не ми е тоа проблем и да не е на време, значи истиот издаден, тоа не ми е битно, колку што ми е битно истиот да биде, значи без никакви грешки. Сега за тоа знаеме дека Cardano е првенец, значи Cardano досега нема ниту еден апдейт во кој што имал големи, да речем, дефекти или недоразбирање или паѓање на мрежата, значи тоа не се случило, што е
за поздравување, затоа што Cardano, за разлика од Solana, нема големи играчи позади него. Cardano е најдецентрализираниот проект на пазарот и затоа кога се случи ова, мене воопште не ме загрижува. Значи, Чарлс Хоскинс буквално зима еден од оние твитови каде што човекот кој да е овој мастер Кенови, значи кажува дека повторно е откажан апдейтот на Cardano, гледате, Cardano ништо не прави. Значи да се разбереме. Hydra е солуција која што ќе го направи Cardano најбрзиот блокчейн на пазарот. Ако мислите дека тоа така едноставно се прави, погрешна индустрија се наоѓате. Така да тоа и самиот Хоскинс го потенцира, дека самиот Cardano и посебно овој апдейт на Hydra е уствари постојано апдейтиран на GitHub, каде што може директно да видите до кој степен е развиен и каква е, до каде е фактички целата таа процедура за развивање на Hydra апдейтот. Така да ова не е нешто што се крие, ова е нешто што е многу јавно и сите поврзани вести со него во однос на дали ќе биде одложен или не се многу јавни, што е од страна на Cardano доста на некој начин отворено. Сега, интересно од целата ситуација што би сакал вие да се запознаете со тоа е дека Hydra како таков или Hydra како таков еден од следните чекори на Cardano би требало да биде дел од Voltaire ерата, која што се уште не е започната, значи со Васил негде се при крај со завршување на моменталната ера и се обидуваат да влезат во Voltaire ерата, каде што Hydra ќе биде уствари солуција, односно решение за скейлинг, односно зголемување, каде што протокот на огромен тип на информации, во овој случај дури и 2 милиона, е поради тоа што истите очекуваат дека ќе има толков промет на трансакции на самата мрежа на Cardano како екосистем, што е големо очекување и треба да го земеме во предвид, значи они не го прават за џабе. Сега, далеко сме од Hydra, ќе направиме посебен апдейт за Hydra, ќе објасниме точно што е и која е поентата на Hydra. Сега ќе разговараме само како идеја, значи нешто како што го развиваат моментално, но во моментот кога Hydra ќе испадне на пазарот, јас верувам дека Cardano ќе биде еден од најдобрите играчи, иако се уште е, зборуваме сосема ново ниво. Сега, нешто што сакам да напоменам во однос со сите оние кои што го критикуваат Cardano. Че Cardano моментално има 1113 проекти од неговото основање па до сега кои што активно работат. Ова се проекти кои што активно работат на неговата мрежа. Знаеме и сами дека Vasil Hardforkот беше успешно апдейтиран, односно интегриран во мрежата на крајот на септември. Тоа беше 22 септември, ако добро се сеќавам, со тоа што моментално ова е така речено апдейт на крајот на септември, во кој што можеме да видиме дека 100 проекти се лансирани во овој месец, имаат 1113 активни проекти, имаме 3307 Plutus скрипти. Знаеме дека за разлика од Ethereum, Cardano има свој јазик, тоа е Plutus јазикот, за кој што ако се сеќавате на моментот кога тоа беше 2021 година, кога за прв пат Cardano воведе смарт контрактс, тоа беше и воведување на така речениот Plutus јазик со кој што требаше да се истренираат голем број на програмери кои што понатаму би можеле да програмираат на овој јазик. Сега замислите од 2021 до крајот на 2022 година веќе имаме 2307 успешни и активни Plutus скрипти, што значи дека овој јазик активно се користи, иако Cardano е на самиот почеток, да не заборавиме, и околу 50 милиони трансакции моментално направени на самата мрежа, што е на некој начин импресивна бројка. Сега, тоа многу не менува за вас, но она што сакам да го напоменам посебно во овој дел, откако Vasil Hardforkот е успешно интегриран на Cardano мрежата, овдека можеме да видиме еден од многу битните работи кои што сакам да го покажам е каде уствари овој сега ќе може да видите точно овој апгрейд колку моментално помога во скейлингот на самиот Cardano систем. Ова е Plutus прв верзија 1 V1, Plutus верзија 2 V2, после Vasil, фактички откако Vasil Hardforkот е интегриран. Една трансакција би коштала околу 1,7 ADA, прилика, а ова се земени директно од одредени проекти. Можеме да видиме, ова е од Cardano NFT Marketplace Artano, каде што една трансакција би коштала 1,7 ADA и незината големина би било 6,5 мегабајти. Така. Со тоа што, добра е сега ова е кога би продавале и кога би имале аукција на оваа страна, нормално Artano, со тоа што нас тоа многу не е битно, но споредбата е откако ефективно Vasil Hardforkот е на сила, гледајте го намалувањето од 1,7 на 0,4.
Значи, зборуваме за огромно навалување, 76% помал фи, додека гледате овој дел. Значи, големината на самата трансакција од 6,5 мегабајти се намалува на 481 бајт. Значи, тоа е 92,6-92,7% намалување на големината на трансакцијата, со тоа што значи дека во еден блок може да се запишат многу повеќе трансакции, што значи дека ќе званично ќе помогне многу во брзината на Васил Хартворкот во следниот булран и понатаму, нормално затоа што ова е ефективен хардворк кој што и понатаму ќе трае. Еве овде ќе имаме и од MusliSwap, ова е децентрализиран менувачница на ADA, на Cardano, каде што после Васил, значи гледајте разликата. Значи со првата верзија на Plutus и со втората верзија на Plutus имаме големина од 14,7 килобајти, сега е 1,3 килобајти, што тоа се скоро 13 пати, еве да речеме прилика, може би малку помалку, и фи 1,4 ада до 0,7 ада. Значи може да гледате дека самите трансакции и големината на трансакциите како и неговиот фи се намалени драстично. Тоа е значи еден од моменталните апдеити кој што, нели, како најголем од крајот на оваа ера и со цел почнување на следната Волтер ера е генерално голем напредок, така да сакам да кажам дека ADA оди во правилна насока, оние кои што мислат спротивно сепак секој има право на мислење, ова е моето, јас верувам дека ADA ќе биде еден од најголемите проекти во светот, посебно со оглед на фактот, ќе напоменам уште еднаш што ADA како проект, значи не цели постојано како и сите останати проекти кон европско-американската западна зона, туку за разлика од тоа цени кон значи неговата цел е претежно африканскиот континент, источна Европа како и Азија, каде што се обидува да го понесе својот проект во зони кои што досега се запоставени поради тоа што нели не сме западни, нели. Заради оваа цел јас верувам дека Cardano има голема иднина и дека истиот на тој начин ќе добие сосема нова, да речам, зона на корисници кои што досега не биле ниту земени во предвид, а да не разговараме за нели некој да им понуди банкарство. Значи она што го кажа Чарлс Хоскинс еднаш, затоа и можам да кажам дека сум голем поддржувач поради тоа што неговата визија за Cardano како и за целиот крипто сектор е дека убаво кажува, значи замислете кога некој од Африка што нема чевли би сакал да има банкарска сметка. Значи вие ако се појавите во банка без чевли нема да ви дозволат да влезете, а не да направите банкарска сметка, а во оваа ситуација се што ви е потребно е мобилен телефон и вие имате пристап до банкарство. Вакво или такво ќе биде банкарство и затоа Cardano како проект мислам дека ќе има многу поголема и подобра иднина за разлика од сите оние кои што се направуваат за истиот пазар западен. Сега, овдека можеби знаете, можеби не, ова е еден од оние да речем по профитабилни инвеститори на пазарот, Rich Dad Poor Dad, тоа е уствари книга која што е напишана од Роберт Киосаки. Тоа е еден од инвеститорите во Америка, кој што како таков важи за еден од попаметните инвеститори, да речеме, во зоната, кој што многу луѓе го слушаат. Има огромен број на ако не се лажам, Instagram следачи и слично. Така да како и да е. Идејата која што он се обида значи зошто е битно да знаете кој, затоа што не е само од некого што дал мислење да го споделиме, туку ова е навистина некој што е следен во инвестиционата зона, некој што навистина неговиот збор има тежина. Сега, значи можеме да видиме насловот вели дека предвидува дека паѓањето на доларот ќе биде огромна, значи практично зона на можност за купување на биткоин. Сега, значи, генерално во текстот, значи, ова ќе се вратиме на назад, затоа што јас постојано го кажувам, ако се сеќавате, еден од индикаторите наши за утврдување на дното на криптопазарот е кога ќе имаме пресврт на инфлационата стапка, односно инфлациониот индекс, како и на DXY индексот, што е исклучиво точно она што го кажува и самиот Роберт Киосаки, каде што вели дека значи во моментот кога он од прилика предвидува дека паѓањето на долар ќе се случи во јануари 2023 година, кога конечно Федералната резерва ќе почне да ги намалува интерес, значи каматните стапки за кои што постојано разговараме, што е еден од значи како што рековме, тоа е моментот кога јас верувам дека ќе се утврди биткоин дното, иако можеби нема да биде јануари 2023 година, тоа никој не може да го предвиди, но интересно е тоа што истиот, значи она што ние постојано да го зборуваме, дека во моментот кога ќе дојдеме до утврдување на топ, значи на врв на овој индекс,
конечно ќе дојдеме во оној макротренд, она што го разговаравме, ако се сеќавате на нашите анализи. Значи, се сеќавате баш тоа го разговаравме во претходната анализа, каде што овие два мали падови се уствари бул маркетите од 2016 до 2017, како и од 2020 до 2021. Што значи дека падот, а гледате колку е голем напредокот за разлика од претходните два пати на овој пат, значи на долар индексот. Значи замислете од овој пат колку би бил јак тој бул маркет кога ќе се врати повторно, затоа и кажувам дека не е толку црно како што сите го гледаат тоа, но нели ова е едно од работите кои што ние на каналот постојано ги зборуваме и убаво е кога одредени, да речеме, инвеститори го потврдуваат истото тоа што ние го кажуваме, само сакам да ви го покажам како факт. Дури и кажуваат некои примери на нели претходните врвови и падови на пазарите, каде што најчесто ваквиот релаксирањето на индексот на доларот, односно неговото паѓање, директно помага во придонесување за следниот бул маркет. Сега, нешто поврзано со тоа е она што исто така го спомнавме на каналот, односно Обединетите нации предупредуваат дека Федералната резерва мора да забави со каматните стапки. Значи, ова е буквално насловот кој што моментално го гледаме, со тоа што Обединетите нации на одреден извештај, значи поднеле одреден извештај, овдека се спомнува тоа, каде што велат дека мора да се забави од страна на муриканците со нели овие каматни стапки, затоа што, значи уште еднаш да напоменеме, додека доларната, значи иако они моментално ја дигаат постојано цената на доларот, со тоа што нели ја кратат неговата распространетост низ светот, практично враќаат голем дел од доларите кои што се во оптек, на тој начин ја зголемуваат неговата вредност и со тоа се обидуваат да намалат каматната стапка. Проблемот во целата ситуација што е? Она што ние постојано кажуваме дека значи гледате овдека во оваа статија буквално се објаснува она што ние постојано го разговараме. Значи како моментално резервната валута во светот е доларот и истата се користи со цел да може да се направи размена на добра услуги и суровини во целиот свет. Со тоа што вели, значи да не забораваме дека нели со оглед на фактот дека колку повеќе се намалува количината на долари, толку повеќе се зголемува неговата вредност, а со тоа значи дека сите овие посиромашни земји мораат се поголем дел од сопствениот буџет да го менуваат во долар со цел да може да прават значи размена во трговијата, затоа што неопходно вие, значи вие мора да правите размена, иначе немате начин како да успеете во денешната економија нели без таков тип на размена. А колку е помала вашата економија, колку е помала вашата држава, толку помалку имате практично соодветни средства за да може да ги замените во долари за да може да тргувате на пазарот. Затоа и гледате, значи они буквално го напоменуваат тоа дека вели, значи најсиромашните држави се оние кои што највеќе ќе настрадаат поради ваквата светска рецесија, затоа што како што рековме, ако оваа светска валута представува резерва, односно доларот, значи намалувањето на големината во која што истата се наоѓа на светскиот пазар ќе предизвика рецесија на целиот свет. Гледаме дека колку повеќе се дига вредноста на доларот, колку помалку се намалува истиот од пазарот, фунтата моментално е скоро еднаква на доларот. Нешто што не е видено во последните 40 години. Еврото е под долар, значи нешто што не е видено од моментот кога еврото е испаднато на пазарот. Значи гледате, тоа се најјаките, значи замислете да зборуваме за најјаките валути во светот. А сега замислете што уствари се случува со оние мали држави во Африка каде што ваквиот долар за нив и така е недостапен. И сега најнаш они треба да речем, не знам, 40% со цениот буџет да го сменат во долари само за да можат да направат некои основни трговии на средства, суровини кои што им се потребни во државата, а ги немаат. Значи затоа значи буквално напоменуваат со ваквиот извештај дека ако продолжат вака ќе направат не само американска, туку светска рецесија, што е генерално една од полошите работи што може да се случат и нешто што ние го кажавме на каналот уште пред некој време. Само сакам да го напоменам затоа што гледам дека и значи се повеќе и повеќе станува официјално, значи ова не се кажува се додека не дојде ножното коска, што велиме ние дома, значи ова се чека до последно пред да се каже дека ваквите чекори на Америка поради тоа што не е гајле за светот, гајле е за незината економија и инфлација, значи дека ќе го натераат целиот свет фактички да влезе во длабока рецесија ако продолжат, а верувајте ми, никој не може да им каже да престанат, значи тоа е само обид
кој што ќе биде неуспешен и затоа и велам дека оваа зима може да биде една од најнегативните економски катализатори надолу што би можеле да ги добиеме, но ќе напоменам уште еднаш. И ако имаме уште еден пат, тоа само ќе биде уште една, барем тоа е за нашиот тим, значи ова не е финансиски совет, само сакам да напоменам дека ако имаме повторен пат, тоа ќе биде уште една шанса за да се купи на многу пониска цена од она што моментално го имаме. Затоа и ние моментално се уште чуваме 50% од нашиот буџет на страна, со цел кога ќе имаме следна шанса таква напаѓање, а веруваме дека ќе биде наскоро. Значи посебно ако се сеќавате, спомнавме за 4 ноември, 4 или 8, не сум сигурен, треба да проверам, кога ќе бидат следните избори во оние midterm elections во Америка, каде што видовме во претходното видео, ако се сеќавате кога правевме апдейт за тоа каде се наоѓаме на дното, значи објаснивме и видовме како во претходните два такви midterm elections, значи паднал пазарот на глобално ниво, зборувам на сите оние пазари на акции, од негде околу 15 до 20%, ако не беше, ако не се лажам. Значи имаше голем пад и тоа во тој месец. Така да тоа ќе биде можеби последниот пат кој што ни треба за да утврдиме официјално биткоин дно. Сега, ова е уствари Майкл Конг, тоа е уствари еден од оние креатори на Phantom, значи FTM, Phantom токенот, кој што вели дека иднината на блокчейнот, вика, значи повеќе блокчейни ќе успеат, нели? Но не само 20 до 30. Сега тоа е една од работите кои што јас на пример исто го делам истото мислење со него. Зошто е ова битно и зашто сакам да го споделам со вас. Значи, она е тоа што овдека он го спомнува многу интересно, вели, значи мора да се земе во предвид фактот дека се наоѓаме во длабок bear market. И дека било кој од овие проекти, значи што моментално ги гледаме со помал market cap, може да престане да постојат. Значи, ако имаме повторен пат моментално да речеме на целиот пазар, многу од оние помали проекти ќе го изгубат оној market cap кој што го имаат и никогаш нема да го повратат назад. Јас затоа постојано напоменувам, значи ова е она што сакам две поенти да извадам од тука. Првата е, значи што вели? Значи нема да бидат само 20 или 30. Тоа е повеќе од јасно. Значи не може само 20 или 30 криптовалути да бидат во светот, посебно кога имаме моментално и самиот он го кажува тоа, повеќе од 20.000 блокчейн проекти. Да, нормално има многу ѓубре од сите тие. Значи bear market е добар со цел да се исчисти сето тоа ѓубре, односно сите овие проекти кои што нема никаква сврха, нема никаква корист да исчезнат и да ни дозволат повторно да влеземе во многу пониски цени пред следниот bull market. А од друга страна, ваквото исчезнување на оние кои што се лоши блокчейн проекти, ќе ги издвои оние кои што навистина вредат. Значи оние кои што ќе успеат да обстанат преку целата оваа зима, ќе бидат тие што навистина имаат корисност и навистина имаат соодветни инвеститори кои што веруваат во нив. Сега, интересно што е, јас тоа е оно што постојано го кажувам. Значи буквално и тоа го спомнам, значи самиот Phantom токен моментално е 93% под претходниот all-time high. Значи, затоа сакам да ви напоменам. Имајте во предвид дека многу од овие проекти се на многу примамливи цени. Значи да не се лажеме. Но разликата е во тоа што вие не знаете дали овие проекти ќе успеат да преживеат. Значи затоа ако се вратиме на CoinGecko и ако погледнеме моментално, значи ја постојано ви кажувам, market cap на овие коини може да исчезне за 3 дена. Значи верувајте ми, сега повторно зборуваме, 383 билиона во биткоин, а бевме до 1,2. Значи 1,2 трилиони беше биткоин, така? Значи замислете, ова е за неполна година, он изгубил огромен дел од сопствениот маркет кап. Ако биткоин успеал да изгуби 75% од сопствениот маркет кап, замислете колку би можел да изгуби некој што е моментално на 100-то место, така? Значи затоа постојано ви кажувам, најдобрите инвестиции во однос на вашиот ризик. Значи ако имате, да речем, ако си дозволувате поголем ризик со вашето портфолио, да разберам комплетно. Значи во тој случај може и купите го тријадите од коин, сосема останува на вас. Но мој совет е, додека не се утврди биткоин, но, значи ја постојано го кажувам тоа, се држиме до овие 10-15 топ, сега нормално се исклучок на Shiba и Dogecoin, што е срање, се држиме до овие 10-15, значи оние кои што имаат навистина солидна шанса да го преживеат овој bear market. Со оглед на фактот што тоа што дури да го преживеат bear marketот и да не достигнат all-time high, значи на пример Polkadot моментално има 6,45. Неговиот all-time high е $50. Значи Polkadot и да се врати до 30, јас ќе бидам во многу голем профит, затоа што имам инвестирано многу во Polkadot. Она што сакам да го кажам, ова се проекти кои што се најпотенцијални да го преживеат овој bear market. Се разбираме? И затоа постојано на ОСТО. Вие направете портфолио од овие топ 10, топ 15 кои нормално со исклучок на одредени срања,
кои што ќе ви помогнат да го преживеете овој bear market и потоа вие, кога ќе почнеме да се движиме нагоре, кога ќе утврдиме дека навистина сме го поминале дното, вие можете да направите диверсификација во која што да речеме нешто што сте го внеле во Ethereum, дел од него ќе го извадите и ќе го внесете да речеме во Atom, пример. Одличен проект, Chainlink 25, 23, така. Че ова се проекти кои што навистина вредат, кои што ние навистина сакаме да инвестираме, Algo 31. Но се уште е премногу рано. Значи работата е што вие на тој начин што ги чувате овие проекти, кои што се топ 10-15 и кои што има огромен маркет кап за разлика од оние помалите, имате многу поголема шанса да ја преживеете оваа зима и да ги купите овие проекти на солидна мала цена. Значи да не се лажеме. Моментално Ethereum или ADA нема да ви донесе толку профит колку што ќе ви донесе на пример Atom или VeChain, затоа што истите има многу помала маркет кап. Значи тоа го знаеме. Пример, VeChain моментално има 1,7 билиони за разлика од 14 билиони во Cardano. Што значи дека VeChain да се дуплира, да стане негде 3,4 билиони, вие би имале дупло вредност на оно што сте го инвестирале моментално. За разлика од тоа, доколку се закате да добиете дупла инвестиција на ADA, истата мора од 14 да стане 28 билиона, што е многу потешко, но идејата е дека многу помал ризик сносувате затоа што кога имате волкав маркет кап е многу потешко истиот да исчезне. Значи многу посигурен е проектот самиот по себе. Значи оно што сака постојано да го напоменам и во оваа ситуација буквално интересно што и самиот Phantom Foundation CEO го кажува, со тоа што можам да напоменам и уште една работа, оно што тој го кажува, значи има неколку различни, да речем, страни во однос тоа што се очекува во иднина од криптопроектите. Едната е дека ќе имаме само неколку победници. Значи имаме оние скептици од типот на фанатици за биткоин, дека само биткоин ќе остане, се друго ќе исчезне. Имаме фанатици од типот дека топ 5, не знам, биткоин, Ethereum, не знам, Ripple, ADA, Solana, тоа е тоа. И еве, тоа е уствари она што он се обидува да каже, дека има само 20 или 30 проекти кои што ќе преживеат, тоа е невозможно. Дури и да има само 20 или 30 кои што ќе преживеат, постојано ќе има нови проекти кои што ќе се појавуваат на пазарот. Значи не заборавајте дека секој bull market си има собствени, како да кажем, најдобри гейнери. Како што од 2017 беа Neo, Tron, IOTA, се разбираме, кои што да речеме од 2021 скоро и да не сте ги виделе, а верувам дека повеќето од вас не знаат ни кои се овие. Значи, интересно е што можеби и тие што моментално биле најдобри во 2021, како што се на пример Cardano и DOT, можеби и истите ќе исчезнат, ќе се намалат. Но пак ќе напоменам. Ризикот ви е најмал кога инвестирате во голем кап биткоини. Значи, тоа е уствари главното. Сега, интересно што сакам да го исто така нешто што најдов поинтересно е оваа вест каде што вели Polkadot, Ripple, Cardano се помеѓу топ 10 најкупувани криптовалути од банки, со тоа што ова доаѓа директно од, значи само да ви покажам каде беше, еве, International Settlement Bank, значи тоа е уствари банката за интернационални помирувања, фактички она помеѓу банкарски трансакции во однос со тоа, нели, кој на колку му должи, кратко речено. Со тоа што нема да навлегуваме, тоа не е битно, но самата Bank of International Settlement, затоа што истата работи со банки, значи ова е банка која што клиенти се банки, значи истата моментално направила своевидно истражување и открива дека моментално, значи имаме банките, оние банки кои што си дозволиле да поседуваат моментално криптовалути, најголемиот дел нормално 56% поседуваат биткоин, 32,8% поседуваат Ethereum, но интересно е што буквално се поистоветуваме со она што ви го кажува постојано. Значи гледате, имаме 2,1% Polkadot, 1,9% Ripple, потоа имаме исто така околу 1%, само да видам овде кај беа запишани. Значи 2% ADA, 1% Solana и Litecoin и Stellar. Значи, еве да погледнеме. Буквално она што ви го кажувам. Значи, банките најдобро знаат кои се овие валути кои што имаат најмал ризик да пропадат. Значи, гледате, нормално, Bitcoin, Ethereum, тоа не мораме да спомнуваме, но како мали проекти кои што имаат солиден потенцијал, гледате колку го прават. Polkadot, еден од проектите кои што се на нашето портфолио, Ripple, еден од проектите кои што се на нашето портфолио, Cardano, уште еден од проектите кои што е на нашето портфолио, Solana, одбиваме да го земеме на нашето портфолио затоа што нешто многу смрди во тој проект, искрено. Litecoin и Stellar. Значи Stellar заедно со Ripple се учесници во, значи они се, нели, како што рековме, мембер на стандардот ISO 20022 кој што ќе биде практично дефиниција за идно финансиско банкарство. Значи не буквално
објаснето зошто го имаат. Litecoin, окей, практично е форк на биткоин, кој што се користи за плаќање, но само сакам да напоменам, гледате, значи ево овој е еден од најдобрите начини да видите како моментално и банките точно знаат кои проекти треба да ги држат кога станува збор за неутврдено се уште биткоин дно. Значи, како што реков уште еднаш, овие стратегии кои што ние користиме, тоа не е нешто што ние сме го измислиле. Тоа е нешто што го користат врвните инвеститори, оние кои што сакаат да има најмал можен ризик, а при тоа да се апдейтира на самиот пазар во моментот кога ќе почне да расте и да го распредела собственото портфолио на најголем можен позитивен ишод. Така, значи затоа и ќе напоменам уште еднаш, тоа е нешто што постојано се обидуваме да го објасниме, дека мора вие самите на себе да утврдите колку ризик сте спремни да превземете во однос на тоа какви валути ќе купите и кога, како и како што рековме, да се истражува постепено кога ќе стасаме до моментот да треба да се префрлиме во bull market mode, каде што ќе го прераспределиме нашето портфолио на многу повеќе проекти, за разлика од овој bear market mode. Но нели, затоа и реков, значи ние сме овде преку целиот bear market, ќе видиме овде како сите оние кои што не следат, значи ние повторно ви кажуваме што ние правиме, вие мора да одлучите сами за себе. Целта на овој канал е прво да ве научи како вие да правите истражување на пазарот и како вие да определувате колку ризик сте спремни да издржите, кои проекти сакате да ги имате, што е најполезно или што е најпосакувано за вас во однос на вашето портфолио. И второ и најбитно е, значи, да устварите финансиска слобода. Значи до крајот на овој bull market, иако сте финансирале мала количина, и да направите што можете поголем профит во следниот bull market, како што разговаравме. Значи, како што реков, веќе имаме искуство од скоро 1,5 bull market, отприлика знаеме што правиме, че оно што го правиме за себе, но доколку можеме истото да го спроведеме на било кој друг што го следи нашиот канал, ние немаме што да изгубиме. Како што реков, се тоа е направено од македонец за македонец, со цел да си помогнеме еден на друг, затоа што сме постојано последни во светот. Сега, Ethereum изгуби 20% од собствениот market cap после Ethereum merge. Значи, да се разбереме. Овдека сакам да се навратам уште еднаш на овој момент, каде што ние навистина купивме со очекување дека ќе влеземе во следниот, да речем, bull период, затоа што ваков тип на случување, како што беше Ethereum merge, значи не е видено никогаш до сега во целиот криптосектор. И ваков тип на апгрейдување, апдейтирање на собствената технологија до сега не било направено, посебно не на ваков тип на, значи, огромен проект како што станува збор за, че сега моментално има 160. Тогаш имаше половина фактички од вредноста на биткоин, значи имаше негде многу повеќе од ова. Нема врска. Значи не е битен маркет капот, оно што сакам да го напоменам во однос на Ethereum. Значи да се вратиме на самиот Ethereum и да погледнеме каде моментално исто се наоѓа. Сите оние кои што моментално мислат дека изгубиле или дека не купиле соодветно, само вака ќе ви кажам. Значи, моментално се наоѓаме скоро на крајот на овој, да речем, bear market, значи не можеме да знаеме, но најчесто сме, да речем, негде блиску до истиот. Неговата максимална вредност, значи овде, од негде околу $5,000, моментално, значи ние купивме негде околу 1700, така, сме купили на 65% под претходната максимална вредност, така. Со тоа што сега, например, доколку го купиле, би било уште повеќе. Но само една работа сакам да ви напоменам. Да речеме дека овдека сме купиле, само чисто да ви покажам, значи која е разликата за сите оние кои што мислат дека уствари не купиле на добар момент. Ево вака. Значи јас верував дека ќе направиме брз профит, што не се случи, за жал. Но од претходниот bull market, не, само да го направам од неговиот врв, значи да споредиме што се случило од претходниот bull market. Од неговата максимална вредност, негде околу 1600, да сме купиле на 65 под, 65 било негде, значи сме купили на 550, така. Значи на 550. Следниот bull market, од 550 цената на Ethereum достигнала 5000. Така. Тоа е грубо кажано негде околу 9 пати. Значи вие веќе сте 9 пати во профит, иако сте купиле на 60% под претходниот all-time high. 9 пати. Значи, она е тоа што постојано се обидам да го објаснам, дека мора да гледате големата слика. Значи, ние мислиме дека ќе имаме брз профит, очекуваме дека Ethereum ќе направи корекција нагоре, со оглед на фактот дека станува збор за ваков тип на апдейт, односно на ваков тип на промена на технологијата, која што прв пат се гледа на пазарот, и мислиме дека ќе имаме наплив на инвеститори, што не се случи.
На вистина, тоа е една од грешките кои што ние ги направивме во сопствената анализа, но тоа не го менува фактот дека ние она што го внесуваме моментално, ќе внесеме повеќе, значи јас затоа реков не внесуваме дел од сопственото портфолио поради можност дека можеме да добиеме, да речем, брз профит кој што понатаму ќе можеме да го искористиме во следниот bull market. Што значи, сакам да напоменам на сите оние кои што купиле во овој период, нормално, како што рековме, не со цело портфолио, че ние го напоменавме тоа многу пати, секогаш постои ризик од одење нагоре и надоле. Затоа е многу како група се обидуваме да не тргуваме, ова е еден од примерите, затоа што без разлика колку најголемиот дел од трговците очекуваат дека ги тргне нагоре, се случи обратното. Но повторно, значи ние ова го направивме со дупла анализа на ризик во однос на кратка анализа, дека и ако успее, нели ова ќе направиме одреден профит, но ако не успее на долгата анализа буквално одговара затоа што ќе напоменам уште еднаш имаме огромен процент на цената на Ethereum надолу, што значи дека не мораме воопшто да се секираме, значи ние буквално сме напред од целото ова, затоа што кога следниот пат Ethereum ќе дојде до 10.000, вас нема да ви биде голема разлика дали сте купиле на 1700 или 1500. Значи, имајте го тоа пребит. Само сакам уште еднаш да го напоменам, затоа што знам дека многу од луѓето се на некој назор разочарани, но затоа и го земав овој пример. Секогаш земете ги претходните bear маркети и ќе видите дека, значи, кога сте купиле на 60% претходниот all-time high, Ethereum, јас верувам дека сите имаме исто мислење дека ќе оди на нов all-time high, тоа е сигурно. Не е прашање дали ќе оди, прашање е колку ќе оди само нагоре, тоа станува да видиме во следниот bull market. Само сакам да напоменам дека на вистина имате соодветно купено, не мора да се секирате воопште, генерално доколку инвестирате, доколку тргувате, тоа е сосема друга работа. И на повторно, ја нема да напоменувам нели дека ова е финансиски совет, вие одлучувате за себе си, но само сакам да кажам дека се наоѓаме во многу добра позиција за купување на долг период, само затоа што имаме соодветна анализа, ние очекуваме да да алоцираме останатиот дел од портфолиото на уште пониски цени, тоа е она што моментално го чекаме. Дури и да се случи да трне нагоре, значи ние сме во ред затоа што сме се уште на длабоко под претходниот all-time high на биткоин и на останатите криптокоини. Сега следната вест доаѓа од Америка, каде што републикански сенатор се обидува да ги заштити криптоменувачниците од SEC. Проблемот со криптоменувачниците во моментов е тоа што значи SEC, односно нивната надлежна организација за хартија од вредност значи идејата е што кога се обидува еден по еден од проектите да ги запрат, односно да го забават крипто, свати дека тоа не може да се направи затоа што станува збор за 20.000 проекти. Сега свати дека значи наместо да ги бараат еден по еден проектите, најпаметно би било директно да се посветат на криптоменувачниците. Затоа и моментално најголемата криптоменувачница во Америка, Coinbase, е нападната од SEC и моментално има случај помеѓу нив. Со тоа што моментално, значи политичарите во Америка, во оваа ситуација кој да е овој Бил Хагерти од Тенеси, се обидува да практично дава предлог закон со кој што ќе ги заштити значи менувачниците од SEC, односно ќе ги заштити менувачниците од преголемата регулатива која што моментално ја наметнува SEC, односно не е ни регулатива. Проблемот е што во Америка нема регулатива за крипто. Што значи дека се целосно незаштитени криптовалутите како криптоменувачниците и се базира на регулатива од 1945 година, замислете. Значи таа регулатива се користи за моментално да се наметне SEC врз ваквите криптовалути кои што немаат врска со, значи хартија од вредност. Да, некои можеби имаат поврзаност, но генерално немаат не може да регулираш дигитални вредности со закон од 1945 година, кога не сме имале ниту дигитална како збор, а не зборуваме за дигитални криптовалути. Сега, интересното од целата ситуација што е? Што моментално ваквиот напор на овој сенатор е со цел да се заштити криптоменувачниците, затоа што се знае дека доколку се нападат криптоменувачниците, истите се отстранат, да речем, од пазарот во Америка, значи Америка автоматски заостанува пред целиот свет во однос на криптосферата, што би било голем неуспех за ваква сила во светот, да се најде на второ, трето, пето место во развој на крипто, затоа што сакале или не, значи она во спротивно од она што го разговаравме со Мика во Европа, замислете, SEC моментално се обидува да се наметне на целата криптосфера и се обидува да ги принуди сите проекти да се прикажат себе си како хартија од вредност. Што значи дека прво
најголемите можеби ќе опстанат со оглед на фактот дека мораат сега одново да аплицираат за хартија од вредност, треба да достават огромен број на соодветна документација која што е потребна. Потоа да не забораваме дека секој од продажбите и купувањата, значи секој тип на размена и трансакција во оваа ситуација мора да биде евидентирана, да биде одобрена, да се плати соодветен данок во Америка. Значи автоматски огромен број од проектите опаѓаат. Значи имаме проекти кои што нема шанси да го направат тоа, значи попрво би се откажале од американскиот пазар отколку да го прават се тоа. А второ е тоа што поголемиот дел од малите проекти нема да можат да го направат тоа. Значи трошоците кои што се потребни за да бидат одобрени од СЕК. Значи замислете колку само треба прво стандарди да се исполнат, да се исполни одредени регулативи, па колку треба да се поднесуваат соодветни документации, па да има надзор на некој од СЕК на самиот проект, да се види дали сето тоа било правилно направено до сега и слично. Значи прво време, второ пари, кои што малите проекти го немаат и веднаш ќе се откажат од американскиот пазар. Значи на тој начин она што моментално го кажува господинов Бил е дека, значи буквално тоа што моментално се кажува дека нема никаква чистост на тоа што уствари представуваат дигиталните валути и нели како треба истите да се воведат, значи што треба да се прави во однос на истите, и дополнително напоменува дека доколку се случи, значи самиот американски пазар да дозволи СЕК да се наметне врз самите криптоменувачници кои што се столбот на целиот криптопазар, сакале или не, значи повеќето нас зависиме од криптоменувачниците. Значи нема да може да купите крипто ни да продадете крипто ако немате криптоменувачница во вашата држава. Значи едноставно сакате да отворите Binance и добивате блокирана адреса и ви вели дека со вашиот IP адреса, затоа што се наоѓате да речем во Америка, не може да купите или не може да влезете на таа страна. Значи тоа е едно од најинтересните работи. Сега тоа е она што се сака да го доволам. Значи, наједнаш имаме Мика, која што ги обединува сите држави во Европа за да формираат регулатива во однос на целата криптосфера, значи каде што ќе биде јасно утврдено кои криптовалути, како се делат, кои се нивните дефиниции, каде се регулираат, кои се регулативни тела, се ќе биде определено. Додека во исто време кај каубојците уште не можат да се договорат кои ствари ќе јаде од медот. Значи тоа е најголемиот проблем во ситуацијава, значи они се обидуваат да се договорат кој ќе биде тој одговорен што ќе наплаќа и ќе казнува во однос на криптосферата. Тоа е најголемиот проблем. Таму имаме кавги помеѓу SEC, CFTC и останати регулативни тела кои што се караат кој ќе биде уствари тој што ги иззема парите, што мене многу ме радува. Јас се надевам дека конечно ќе заостанат и ќе се исфрлат од пазарот како држава која што само го смета на светов. Но за жал тоа не оди баш така, значи нашите желби се една работа, но финансискиот сектор е друга работа. Они нема да си дозволат, значи Европа да го превземе овој пазар, нема да си дозволат никој да го превземе овој пазар, веднаш ви кажувам. Значи во моментот кога ќе биде изгласана Мика во Европа, може да очекувате дека експресно ќе биде воспоставена регулатива и на Америка. Она е тоа што постојано ви кажувам. Во моментот кога една велесила ќе го превземе крипто како легал тендер, значи како практично вредност, сите ќе брзаат да го направат исто, затоа што не може да си дозволат некој да биде прв при тоа во оваа ситуација, значи во оваа нова технологија, а они да заостануваат, посебно не Америка. Значи во останатите можеби, но Америка сигурно нема да си го дозволи тоа. Сега, следно интересно, што значи постојано ви кажувам, не гледате што ви кажуваат, значи они постојано ви кажуваат како тоа не е значи како е тоа многу лошо, како е тоа само користено од хакери, како тоа ќе ви наштети, ризикувате. Значи не гледате што ви кажуваат, гледате што прават. Русија моментално подпишува договор со Казахстан, затоа што Казахстан моментално е втората по големина хаш сила во светот. Значи моментално после Америка, значи прва беше, нели, нормално знаеме и сами, 70% од хаш рейтот на биткоин моментално доаѓа од биткоин пред Кина да одлучи да ги избрка сите мајнери. Значи верувам дека тоа сте го следиле. Значи од моментот кога беа избркани Америка, значи зошто Америка понуди еден куп пари, хали, поевтина цена на струја се, само за да привлече што може повеќе од криптомајнерите кои што избегаа фактички од Кина. И на тој начин моментално Тексас е еден од најголемите хаш хабови во светот за значи за майнинг фарми на биткоин. Со тоа што Америка кој е прва, Казахстан е веднаш после нејзе, со втора по големина, значи фактички оние кои што пребегаа од Кина многу поедноставно и полесно е да пребегаат во Казахстан затоа што е на границата со Кина.
и моментално Русија подпиша посебен договор со Казахстан, затоа што знаете Казахстан генерално не е богата држава, иако е голема, и моментално се појавуваат недостатоци на струја поради тоа што имаме огромна употреба на центрите на струја од страна на мајнерите, кои што имаат пари да платат, но Казахстан нема доволно струја за да им продаде. Сега наједнаш се појавува Русија, која што преку, значи ова е, еве гледате, може да видите од каде, значи ова е некоја платформа RBC, која што дава репорт во кој што се гледа дека Русија како држава, значи исклучиво нуди на компаниите моментално од Казахстан, посебно на онаа главна агенција за струја во Казахстан, договор со кој што ќе им понуди струја директно на овие огромни майнинг фарми за биткоин. Со тоа фактички може да, значи одма може да сватите каде се тоа оди. Ако Казахстан е втора по големина сила која што го регулира хаш рейтот на биткоин, односно ги регулира фактички трансакциите. Доколку хаш рейтот се исклучи, наеднаш мрежата станува презаситена затоа што тоа значи дека майнинг фармите престанале да фармаат, односно престанале да ги одобруваат и трансферираат трансакциите. Значи кога го имате хаш рейтот, имате се. Во 2013-2017 година Кина со само една вест дека наводно ќе ги банира майнинг фармите, наеднаш го бутка хаш рейтот затоа што майнинг фармите се уплашуваат, значи се обидуваат да се редуцираат, ги гасат своите погони, со тоа фактички губите од хаш рейтот, односно губите од стабилноста на мрежата, додека овие мајнери не се постават во друга држава, што моментално ја верувам дека и Русија го гледа тоа како добра прилика, затоа што колку повеќе хаш рейт имате на сопствена територија, толку повеќе контрола имате над биткоин мрежата. Тоа е нешто што мора да го запамтиме како битна работа, затоа што во моментот кога имате контрола над хаш рейтот на биткоин, имате контрола и над моменталната ситуација на криптопазарот. Значи вие ако сакате да забраните, само треба да исклучите струјата на сите овие мајнери, да го бутнете хаш рейтот и да го бутнете целиот криптопазар во моментот. Не целосно, значи делумно, затоа што кога паѓа хаш рейтот, досега веќе неколку пати е познато дека паѓа и самата криптосфера во своевиден бер момент, затоа што се губи стабилноста на мрежата на биткоин и нормално луѓето почнуваат да се плашат. Што е една од работите кои што сакам да ги напоменам околу овој дел. И следно имаме Terra Luna сега. Значи зошто е битна Terra Luna Classic? И јас значи не сакам да разговарам за ваков тип на проекти затоа што се мртви, но само сакам да напоменам дека значи да го напоменам ова како предупредување на сите оние кои што гледаат овој канал. Значи доколку сте трговци и сте искусни на пазарот, знаете дека ваков тип на мртви проекти, значи ова е мртов проект, значи да се разбереме. Нема друг начин на дефинирање. Проектот кој што сите проекти, значи сите оние кои што биле дел од екосистемот на Луна се веќе преселени. Значи кога од ваквиот тип на проектите ќе се преселат, значи оваков тип на екосистеми ќе се преселат проектите поради една или друга причина на друг екосистем, автоматски имате мртов проект. Значи проект кој што моментално не е користен. Иако имате вредност, значи можно и се уште да ги држат овие токени, тоа не значи дека истиот е активен и мора да бидете многу предпазливи. Кога станува збор за ваков мртов проект, може да имаме пампови. А тоа е што? Значи, оние кои што моментално купиле поголем дел од вредноста на овие токени затоа што е премногу ефтина, значи можат да направат вештачки пампови на цената со цел да ве натераат да купите. Значи, она е тоа што ако се вратите да го гледате оно видео каде што направивме буквално објаснување за Terra Luna колапсот, го објаснивме буквално ова што моментално ќе ви го кажам. Значи може да го погледнете и на тоа видео. Значи, проблемот е што во моментот кога некој поседува голем дел од токените на одреден како оваа ситуација да речем токен генерално или коин, значи може да го манипулира како сака. Значи сакам да ви кажам дека кога станува збор за ваков тип на мртви проекти кои што има мал маркет кап, доколку јас додадам 300 милиони, ги имам да ги додадам 300 милиони на пазарот, јас ќе ја дигнам цената да речем 30%. Но јас при тоа ќе ги натерам многу голем дел луѓе кои што не знаат што сум, значи не знаат што сум направил, не знаат дека јас сум ги купил еден човек тие токени, значи они верувајќи дека сега е моментално моментот каде што ќе се зголеми цената, значи они ќе почнат да купуваат и ќе ја зголемат, ако била за 30, сега ќе ја зголемат 70%, што значи дека јас веќе сум ги отплатил тие што сум ги внел и сум многу во профит и сега јас ќе продадам на 70% поскапа цена, а сите оние кои што купиле покасно ќе останат да ги држат моите токени. Се разбираме? Значи мртви проекти се користат на тој начин. Dogecoin, Shiba, иако не се мртви проекти, иако се мим проекти, се користат на истиот начин. Значи моментално знаеме дека Dogecoin е 70% од самиот токен од еден човек.
Значи еден човек го држи 70% од токенот. Што значи дека во секое време може да го манипулира како сака. Имајте го тоа превид. Сакам да ви кажам, кога ќе видите дека ваков тип на мртви проекти или проекти кои што немаат екосистем, кои што немаат roadmap, кои што немаат развој, кои што буквално исчезнале, наеднаш се појавуваат од нигде, е прост пример. Тоа е Ethereum Classic. Ethereum Classic нема никаков екосистем, иако има тоа е нешто премногу мало и небитно. Значи Ethereum Classic кога ќе добие памп, тоа не значи дека Ethereum Classic ќе оди до небото, тоа значи дека некој прави манипулација. И многу често вие ако видите памп, значи вие веќе сте го промашиле тој памп. И ако купите, тоа најчесто ствари вие продавате, купувате токени од некој што купил кога започнал тој памп. Така да имате од тоа предвид, кога ќе видите ваков тип на мртви проекти да прават пампови, бидете предпазливи, ако не знаете точно што правите, може многу да настрадате. Значи, верувајте ми, затоа што на крајот проблемот е што вие држите токен кој што е мртов. Значи, ако сте направиле некој мал профит кога тоа се случило, гледате да се отарасате од таков тип на токени што побрзо, затоа што зборуваме за мртов токен. Нешто што нема иднина. Тоа е само pump and dump ситуација. Следно кој што сакам да го напоменам е, значи првото е не верувајте во мртви проекти, а второ не верувајте во мртви фаци, како типкава. Значи кога ќе дојдат некои луѓе кои што нема никаква основа во крипто, кои што не знаат ништо за криптосферата, до вчера рекламирале шминки, денеска ви рекламираат токени, значи да ви биде јасно дека станува збор за срање. Значи пак ќе кажам, ова се оние pump and dump шеми во кои што ваквиот тип на фаци добиваат големи пари за само да направат фама на одредено нешто што нема никаква вредност. Значи моментално Ким Кардашијан е казната за 1,3 милиони поради тоа што промовираше, значи јас бев во моментот кога тоа се случуваше, Ethereum Max го гледав, ја не можев да си верувам очите дека некоја фаца како нашминканава пудла ви промовира некој си Ethereum Max, прв пат го гледам, прв пат слушам за него, никој во криптосфера што има две чисти не го ни спомнал и наједнаш она кажува како тоа е најдобриот токен, како не знам има каква еднина, не знам што. И нормално SEC ја казува неизи затоа што промовирање на токен на сопствената заедница со цел манипулира и истата да го купи истото, а она добива огромна пара за тоа, значи право многу жално. Второ, да користите значи луѓе кои што не знаат само за да пумпате некој токен, значи покажува колку ваквите фаци се жални и колку ваквите фаци имаат се со цел да се збогатат. Значи имајте од тоа предвид. Кога станува збор за јавни фаци кои што зборуваат за одредени проекти, прво гледате во нивното портфолио, кои се тие луѓе, од кај доаѓаат и зошто го зборуваат тоа. Значи вакви фаци, посебно вакви фаци кои што нема никаква допирна точка со крипто, не може да бидат оние кои што ќе ви бидат репер за тоа што ќе купите во вашето портфолио. Бидете исклучиво предпазливи кога ќе го видите тоа, затоа што ова се буквално дефиниција pump and dump шени, каде што фактички она ви кажува како ова има иднина, додека она ви го кажува тоа вие купувате, а некој веќе продава во позадина, затоа што овој токен пораснал енормна сума и он веќе продава со огромен профит. Така да имајте го тоа секогаш во предвид. Значи мртви проекти и вакви промашени фаци кои што се обидуваат да се збогатат врз основа на тоа што ви го кажуваат вас, секогаш нека ви бидат со предпазливо земени во однос на ваши одлуки за инвестирање. Значи многу може да заглавите кога имате ваков тип на промотори на некои си проекти. Секогаш тргајте од сопствено истражување, секогаш следете многу повеќе од една личност што ви кажала дека нешто е квалитетно, значи исто како и овој канал. Јас постојано ја кажувам, вашето истражување мора да биде за вас наменето, значи целосно да направите истражување од техничка анализа, истражување од фундаментална анализа. Треба да најдете, значи кога веќе инвестирате, ги давате сопствените пари, мора да најдете roadmap, мора да најдете како е поделен, значи во однос на тоа дали е на Ethereum мрежата, многу едноставно, влегувате на Etherscan и гледате одредена како е распределен самиот токен во однос на најголемите волети. Значи дали е децентрализиран, да прочитате историја, од кога потекнува, што е неговата идеја, што се обидува да направи. Ќе најдете reviews, ќе најдете луѓе кои што се навистина долго време во крипто, кои што ќе направат соодветна анализа, нешто што вие не сте го нашле. Значи мора да направите целосно истражување пред да ги ставите вашите пари, затоа што тоа е вашата иднина. Значи она што се обидуваме да ве научиме како канал е да бидете предпазливи, она што сте го заработиле тешко да не го дадете на ваков тип на проекти и ваков тип на препораки од некои накази со цел вие да останете без пари, а они да бидат се побогати. Така да ќе ве замолам, имајте од тоа предвид пред да инвестирате.
Со тоа за денеска ќе го завршиме ово видео, се надевам ви се допаѓа, значи ова е новиот формат на видеа кои што ќе ги правиме понатаму, каде што ќе ги разделам оние вести од небитните нормално, кои што се побитни во однос на тоа што доаѓа во секторот и што се случува во моментот, и се надевам дека ви се допадна, значи јас би сакал да добием фидбек од вас ако не ви е проблем. Слободно пишете коментар дали имате некоја замерка, дали би сакале нешто поинаку да гледате, значи нели, гледате ние како канал се градиме, се обидуваме да порастеме, така да би било добро од ваша страна да добиеме соодветен фидбек што е добро, што е лошо, што би можеле да подобриме, што би можеле да отстраниме. Така да ќе ве замолам, значи ова е видео кој што првпат го правиме на нашиот канал, односно следење на вести. Би сакал да слушнам од ваша страна што мислите. Со тоа и се надевам дека ќе добиеме нова содржина на нашиот канал која што ќе правиме еднаш неделно. И со тоа и ќе го завршам денешното видео. Се надевам дека моето лице на вашиот десен или лев агол не ве вознемируваше премногу. Но е на ваше барање, ќе напоменам уште еднаш и се надевам дека ќе не гледате во нашето следно видео. Имајте добар ден и поздрав од Crypto Gaming.